Вие сте 50 и се занимавате веќе неколку недели со лаги, веќе не сакам да одговорам на вашите лаги, меѓутоа и затоа што секој збор што го каже Илија беше лага, од лага во лага, па во трета лага. За патот што вие говорите се работи за пари од Светската банка, за кој што се одлучи во Советот не да биде пат, да се изгради пат, имало барање за тоа, туку се одлучила да се направи канализација. Како и да е, ме подсети господина Ѓорчев на еден момент, локалните избори во 2013 година, кога вие, почитувани господа, да нешто што не е во ниту еден извештај, нешто што не е во прислушувањата во Струга внесовте таков наречен молив на кој што му се бришеше мастилото од кога ќе се напише, и тоа се случуваше секаде каде што наблюдувачи беа пратеници на ВМРО. Да помине. Зошто не го судивте тој акт во прислушувањата, кога со стотици, всушност со илјадници граѓани од други држави доаѓа и истите ги шетавте за да гласат? Дали барем ве убива совеста што сте го држале во залог 4 часа едно младо дете кое што само гласал погрешно, не знам кај гласал, може би за вас. Знаете зашто говорам, господине Герчо, вие сте биле наблюдувачи, тој ден сме зборувале, меѓутоа е затоа што е срамота дете сироче да се држи под нишанот на автоматикот само затоа што гласал така како што гласал. И кога сме кај инвестициите, има многу инвестиции во Струга, така како што има и слободна економска зона. Ја спомна некој од вас дека владата има донесено инвеститори. Дали знаете дека таа инвестиција што е дојдена во Струга и за која што Струга ја има изготвено и документацијата и ги има издадено одобренијата, знаете дека нема ниту еден вработен од Струга? Ниту еден. Има 200 вработени и сите 200 се од Охрид. И кога сме во кај оваа тема, дали знаете дека од овие 200 вработени нема ниту еден турчин, ниту еден влах, има само еден албанец, да ја кажеме вистината, електроинженер кој што дипломирал лани и кој што е единствениот албанец вработен во таа слободна економска зона, од таа инвестиција што вие спомнувате, а од друга страна се случува локацијата е во Струга. Ова е горката вистина или реалност за сите албанци тука во Македонија, каде преку слободните економски зони сте отвориле нови работни места, меѓутоа за ниту еден албанец. Каде ве води овој пристап? Каде? Некој друг рекол дека сум излегол тука и сум навредил некого. Не сум навредил јас никого, само кажав историски факти. Не знам зошто вам секогаш тоа ви се чини како навреда. Говорев за една заедничка битка што ја имале овие два народа што треба заедно да ја градат државата и вие ова го сваќате како навреда. И на крај, затоа што и јас ќе завршам со процедуралното, веќе нема да излегувам да им дадам такво задоволство, за уште повеќе ја одолговлекувате оваа работа. Прашањето на идентитетот, немојте да го адресирате кај мене. Во вашата пратеничка група имате пратеник Србин Стоилковиќ, занимавајте се со него дали ви ја признава црквата.